Казна ќе добие секој кој од понеделник ја прекрши мерката и ќе одлага отпад по 22 часот. Прекршокот ќе ги чини скопјани 50 евра, додека за правни лица казните се од 1300 до 1800 евра, но може да биде и повисока во зависност од типот на отпад. Граѓаните се со поделени мислења за одлуката на град Скопје. Едни сметаат дека мерката нема да донесе никаков ефект, други пак велат треба да се следат примерите од Европа, но пред се фокусот да биде во насока на подигање на свеста за селектирање на отпадот. Ми нема никаква логика тоа. Мислам, не разбирам зашто. Ама да, сепак треба нели да се селектира како што треба да се фрла, за тоа да. Па не мислам дека многу ќе смени тоа. Нема да има ефект. Мислам дека селектирањето и едукацијата, поставување на правилни контейнери за селекција на ѓубрето ќе донесе поголем ефект отколку таа одлука. Еве, пред неколку дена се вратив од Шведска. Значи, таму се знае, си го знаат редот, се знае сегде има поставено канти. Вие свртате се во градски парк сме на главен град, кажете ми во овој радиус околу мене дали гледате канта, не? Значи треба малку и властите да се посветат да има поголем број на канти, на контейнери, на места каде што ќе се фрла отпадот за да и ние можеме да функционираме. Овој народ е научен само со казни. Никако поинаку. Обичајно кој време фрлате отпад? Јас да ви кажам отпадот, пошто кај нас редовно не доаѓа да го земаат отпадот, во кола го пакувам и го фрлам во центар и некаде околу 9 навечер. Така да пред времето да не ги кркаме казните. А селектирате отпад? Да, селектирам и компостирам отпад, домашниот отпад што е за компостирање, правам компост и така. Ова временско ограничување е пробно и истото може да биде променето во иднина, вели новиот директор на комуналното предпријатие. Тој вели одлуката е со цел да се воведе ред, фирмите и угостителите да не ги полнат контейнерите наменети за домакинствата. На овој начин смета дека поефикасно ќе се собира отпадот. Овој да речеме инертен и друга категорија на отпад кој ни прави големи проблеми и у суштина од тој начин и од тој вид на отпад се формираат тие мини депонии покрај микролокациите. Пред се е тоа ради тој вид на отпад, а верувајте тој вид на отпад управо се одлага во тој период, нели кога во касни сати ноќе немаме доволна контрола. Пробна варијанта е, нели ќе го следиме ние се ова, ќе видиме како што ќе даде резултат, не значи дека нема да биде и менливо во зависност на ситуацијата. Предпријатието е во очајна состојба. Ако се земе предвид дека на располагање имаа 40 на возила стари 13 години. Митковски вели комунална има оперативен план кој е одлично осмислен, но предпријатието било доведено до колапс. Се случуваат тие дефекти, па едно возило ако испадне мора друго да го замени. Правиме огромни напори да оспособиме минимум уште 10-20 возила да дојдеме до некоја бројка од 50-60 кај што би го задоволило она што е предвидено со оперативниот план и би функционирало така како што треба. Значи редовно излагање на терен и редовно празнење и сервисирање. Има проблем со возачи затоа што нели аналогно како што се намалувале возниот парк, така се намалувала и таа категорија на луѓе кои ја работат таа работа. На вчерашната седница на Совет беше потенцирано дека комуналните редари и инспектори со оваа одлука добиваат правен основ да постапат доколку некој фрла отпад по 22 часот. Под будно око ќе бидат токму фирмите и угостителите кои претежно го користеле овој период од денот за да ги наполнат контейнерите, а со тоа се создавале депонии околу микролокациите. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.